источниот регион, посебно населените места во Кочанската котлина, се почесто во јавноста се споменуваат во рубриката Црна хроника, поради самоубиства или убиства на блиски членови на семејствата. Таквиот негативен тренд најчесто се става во контекст со одредени семејни проблеми, но неодменлив фактор е и психолошкиот момент што бил пресуден да се случи трагедијата. Во денешниот осумаголник го бараме одговорот кои се причините за нарушените меѓучовечки односи што довеле до трагични последици. А наш соговорник е психологот Радмила Манчевска. Манчевска, во последниот период во Кочанскиот регион, впрочем целата ова котлина Кочанска, ако може така да се каже, се случија невообичаени насилства во кои што имаше и смртни случаеви. Беа убиени неколку лица и тоа од нивни најблиски сопрузи, роднини, родители. Според науката, психологијата, како ги третира овие случаи? Зошто доаѓаат до вакво насилство кое што на крајот завршува со смрт? Така. Значи, кога ги разгледуваме случаевите, ние не ги разгледуваме изолирано од заедницата. Во основа гешталт науката и гешталт психотерапијата при третирањето на одредени проблеми пристапува глобално. Тоа значи го опфаќа целокупниот оквир на дејствување, средина во која што се наоѓа личноста и факторите кои што влијаат врз самата личност. Живееме во време во кое што постојано зборуваме дека стресот е на прво место, дека едноставно луѓето се потешко и потешко се снаоѓаат во однос на екзистенцијалните прашања, се потешко и потешко на некој начин се справуваат со кризата на вредносниот систем. Тоа создава едно чувство на несигурност. Посебно ако појдеме од Масловата хиерархија на потребите или на мотивите, значи во основа станува збор за незадоволување на потребата на сигурност. Сигурноста се помалку и помалку е присутна во денешното време. Сигурност во однос на финансиски опстанок, колкава сигурност луѓето имаат во однос на почитување на одредени вредносни системи, правила, во колкав степен живеат во општество кое што може да им пружи поддршка во однос на сето тоа, значи тоа условува едно општо јавување на анксиозност и несигурност, која што луѓето на различен начин ја поднесуваат. Може да се манифестира во вид на одредени невротски реакции, значи тука може да се јават анксиозни тенденции, депресивни тенденции, може да се јават обсесивно-компулзивни реакции, панични напади, значи на некој начин луѓето се помалку и помалку едноставно се спремни да се справат со тоа, затоа што настанува одвојување на човекот од човековата природа. Јас ќе појдам од науката, односно од сваќањето на Фром, кој што вели дека човекот се повеќе и повеќе се издвојува од сопствената природа, а основата на човековата природа е хуманистичка, да живее во соживот со другите, да соработува, да пружа поддршка и љубов. Меѓутоа, во времето во кое што живееме, време кое што предолга транзиција, условува несигурност и условува отуѓување на човекот, човековата природа, и таа изолација и повлекување од она што се случува, сушност предизвикува лабилност и на некој начин реагирање кое што е неадекватно, односно јавување на депресивни тенденции, значи личноста или реагира агресивно кон средината, или реагира агресивно кон себе си. Кога реагира агресивно кон себе си, станува збор за депресивни пореметувања и тогаш може да се случи да се јават и потешки заболувања депресивни кои што резултираат со самоубиства или во друга насока, реагирајќи агресивно кон средината која што ја чувствува заканувачка, сушност можат да настанат овие немили настани кои што се случуваат и кои што сме сведоци се почесто и почесто. Невообичаено е тоа што ваквите настани се во кругот на најтесното семејство. Значи ли тоа дека улогата на семејството полека е разнебитена како основна нишка на општеството,
семејството ја губи улогата што некогаш ја имало. Едноставно се нарушени тие врски меѓу се. Така, значи се почесто се менуваат тие семејни стилови на комуникација, она што кажавте, семејството ја губи основната функција на поддржувач, заштитувач, значи како фактор кој што влијае врз понатамошниот развој на личноста. Со самото нарушување на тие семејни врски и констелации помеѓу членовите во семејството, сушност се јавуваат проблемите кои што се карактеристични. Сега одредени семејства реагираат во насока на, ние го велиме тоа, проекција. Значи, проблемот не го гледаат во себе си, проблемот е постојано надвор, другите се криви, другите се лоши, другите се такви. Меѓутоа, има и семејства кои што реагираат, кажавме, автоагресивно, кои што на некој начин го припишуваат тоа како сопствена вина, проблемот е кај нив. Трети семејства реагираат во насока на дефлексија, го одбегнуваат сето тоа, едноставно одговорноста за она што се случува кај себе си, не ја гледаат кај себе си, меѓутоа ја повторно ја пренасочуваат во другата страна. Значи, се повеќе и повеќе семејството како фактор значаен за здравиот психички развој, се повеќе и повеќе се на некој начин намалува, а се зголемува факторот надворешен, односно онаа криза на вредности, оние очекувања или распон на очекувања кои што личноста ги има. Ние знаеме дека младите личности од една страна живеат во средина која што многу не им нуди за нивниот развој, а од друга страна имаат високи цели на постигнување. Оној размак во однос на целите, можностите и очекувањата може да предизвика одредено чувство на разочараност, депримираност и лесно, зависно од карактеристиките на личноста, зависно од структурата на личноста, личности кои што се полабилни, кои што не можат да се контролираат, може да предизвикаат одредени несакани дејства и последици. Рековте дека дел од проблемите, генезата за ваквите насилни случаи се крие и во економската состојба во која што се наоѓа едно семејство. Меѓутоа, веројатно не само економската состојба секогаш е главниот фактор, затоа што имало случаи кога доаѓало до насилство, насилни сцени и кај семејства кои што не се во толку лоша материјална состојба. Значи ли дека влијанието и на наврешниот фактор, на околината, би рекол и на општеството во кое што живееме после 20 години менување од еден систем во друг, веројатно имало влијание врз начинот на однесување на луѓето? Секако дека има влијание, ние на некој начин од аспект на гешталтистички посматрање на општеството кон кој правец се движи, всушност живееме во општество кое што е фрагментирано, заглавено во минатото, меѓутоа заглавено и кон иднината. Таа фрагментација се изразува и во однос на човекот кон самиот себе си. И на тој начин всушност се јавуваат одредени проблеми кои што се случуваат, а обично личноста ја гледаме, значи кажавме целосно, тоа значи го применуваме тој биопсихосоцијален модел. Значи го следиме наследниот потенцијал, колку личноста, да кажеме, има одредени наследни особини, генезата на сето тоа што се случува, колку личноста има поддршка во самата себе си и колку има поддршка во социјалната средина во која што живее. Значи, третирајќи ги сите тие фактори пошироко, може да се види која е основата или причината за одредено манифестирање или одредено јавување на одреден проблем и секако доколку се најде сето тоа, понатаму лесно е да се пристапи на начин соодветен зависно од личноста, затоа што секоја личност е посебна, единка за себе си. Ние никогаш не нудиме готови решенија. Едноставно, нашиот пристап е истражувачки и доживувачки. Тоа значи дека работиме сега и овде со проблемите, без разлика дали станува збор за проблем кој што во моментот е актуелен или некој проблем кој што потекнува од минатото, а сепак создава одредени проблеми во денешното функционирање, или можеби проблем кој што потекнува од одредени очекувања или превисоки аспирации, со кои што личноста исто така може да си создаде огромни проблеми.
Значи, сето тоа го разгледуваме од поширок аспект и на тој начин согледуваме што е во основата или што е во суштината на функционирањето на самата личност. Рековте, има моменти кога доаѓа и до обратен случај, односно личноста да биде насилна кон самата себе. Како доаѓа до таа криза на личноста да не може да го преброди тој негативен момент? Значи, тоа се ситуации во кои што личноста не можејќи, не сакајќи, од страф, од спреченост, фрустрираност, не може, без утилутината која што ја чувствува кон другите, не можејќи да ја искаже кон оние кон кои што е насочена, често пати ја враќа кон самиот себе си, значи тоа е механизам на ретрофлексија и со тоа веќе тој станува предмет на сопствената лутина и агресивност. Станувајќи предмет на сопствената лутина и агресивност, се создава чувството на депресивност и тага. И тогаш веќе личноста почнува да се гледа себе си од еден песимистички аспект, дека таа е виновна за сето тоа што се случува на себе, на семејството, дека таа не е способна. Значи, тоа е еден сплет на мисли кои што покасно се надоврзуваат како пајажина која што се плете околу депресивноста, за да доколку навремено не се интервенира, може да резултира со несакани последици. Навистина е тешко и е напорно и потребно и време и страпление и еден сеопфатен, да кажеме, пристап во третирањето на депресијата и депресивните пореметувања, затоа што пред се и медикаментозно и психотерапевски е потребно да се делува. Невообичаено е што би рекол дека Кочанскиот регион просечно на ниво на држава спаѓа во регионите каде што навистина има голем број на вакви случаи на насилно однесување и кон најблиската околина и кон себе. Има ли некакво друго влијание што на некој начин оневозможило да луѓето најдат решение за проблемите кои што ги имаат? Пак ќе ја земеме во предвид пошироката средина, нели? Ние во источниот дел од Македонија сепак знаеме во однос на економскиот развој какви ни се можностите, какви ни се перспективите. Денешните млади луѓе едноставно нивната визија ја гледаат многу понапред. Меѓутоа, соочувајќи се со реалноста во која што се наоѓаме, едноставно фрустрирајќи се пред неможноста или сиромашната средина во која што се наоѓаат, често пати можат да едноставно влезат во таа состојба на депресивност и на гледање на себе си како безвредни, како безперспективни, и сето тоа може да влијае. Значи, еден од факторите кој што влијае секако може да биде и средината, односно економскиот развој. Ако гледаме како пошироко, како земја која што се наоѓа на југот, земја со многу сонце, и ако тоа го споредиме со скандинавските земји кои што се многу поекономски и напредни, развиени, и таму постои депресија и депресивни реакции. Меѓутоа, разликата е во тоа што причината повеќе во однос на недоволната светлина која што ја имаат, која што е еден од факторите кој што може да влијае во развјавувањето на депресијата. Овде не е светлината, имаме доволно светлина. Кај нас не ни се потребни терапии со светлина, меѓутоа кај нас проблемот е малку насочен повеќе во однос на онаа економска нестабилност, безперспективност, која што често пати младите се содруваат со незе и на некој начин се обидуваат да ја надминат. Кој на каков начин успева, секој на различен начин, нели? Меѓутоа, еден од факторите е и тој. Друг фактор е и она што кажав, вредносниот систем. Значи, она некомпатибилност. Семејствата се уште на некој начин се трудат да ги негуваат хуманите вредности, барем оние здрави семејства кои што се онаа соработка, поддршка, комуникација, од една страна почитување на другите, а од друга страна соочувајќи се со реалноста, каде што нема ред, каде што нема соработка, каде што има нелојална конкуренција, каде што имаме селективност во примената на одредени законски регулативи. Сето тоа условува чувство прво на револт,
на лутина и сега тука веќе на кој начин и како ќе се насочи лутината и револтот е индивидуално. Некој ќе успее да ја насочи кон средината, меѓутоа некој ќе се разочаре и ќе се повлече кон себе си. Какво е влијанието на наследниот фактор? Може ли да се зборува за наследен ген, би рекол, кој што ќе влијае врз некое однесување во иднина што може да се предвиди? Така, значи секако дека наследниот фактор е многу значаен. Меѓутоа, наследниот фактор влијае во толкав степен во однос на наследството на структурата на нервниот систем, во однос на темпераментот, начинот на реагирање. Значи, зависно од тоа какви сме, како реагираме, дали сме личности кои што сме импулсивни, брзи, во голем степен зависи од наследниот фактор, меѓутоа тука зависи и од одредени социјални фактори, социјализацијата во семејството, доколку личноста расте во семејство каде што има здрави граници на поставување, значи што смее, што не смее, што е добро, што е лошо, доколку родителите стојат на своите, да кажеме, поставени барања, доколку покажат љубов и разбирање и поддршка, толку повеќе се создаваат услови за личноста да биде поздрава. Без разлика дали станува збор нели за личност која што сепак може да биде во групата на колеричен темперамент, па тука имаме избувливост, брзина на реакции, меѓутоа сепак можат одредени реакции да се контролираат и да се учат. Значи, во сето тоа, во голем степен, наследниот фактор има значајна улога, но не и пресудна. Значи, не и пресудна и затоа ние велиме дека пристапот кон одредена проблематика е биопсихосоцијален. Значи, го гледаме наследниот фактор, средината во која што личноста живее, условите во кои што живее и психолошките капацитети и можности на личноста, како всушност се справува со одредени проблеми, како гледа кон одредени проблеми. Значи, начинот на мислење е многу значаен. Во кој степен личноста е оптимистички расположена, во кој степен е песимистички расположена. Значи, одиме на некој начин анализа на тоа како може да ги поттикнеме позитивните потенцијали на личноста во однос на справување на проблемот со кој што се соочува. Колкави се можностите да им се помогне на вакви луѓе, доколку се има пристап од стручно лице, како што сте вие? Така, значи, секако дека се големи можностите, затоа што ние одиме во насока на реконструкција на когнитивниот процес на мислење. Значи, ние не даваме, кажав, готови решенија, меѓутоа преку одредено истражување на мисловниот процес, на структурата на мисловниот процес, на ставовите, вредносниот систем, едноставно ги насочуваме во насока дека сепак имаат одреден излез и други можни решенија, затоа што луѓето кои ќе дојдат најчесто се чувствуваат дека немаат излез, дека немаат решение и дека едноставно се препуштени самите на себе си. Меѓутоа, оној начин на промена на когнитивниот процес на мислење овозможува и можности и други перспективи. Значи, да се види дека има решенија, меѓутоа од друг аспект. И сето тоа всушност вродува со плод. Ние често сме соочени во денешно време со проблемот со панични напади кај младите. Значи, се почест и почест е проблемот на панични напади и всушност третирањето на паничните напади би било добро кога има комбинација од медикаментозна терапија и психотерапија, затоа што во основата на паничниот напад е стравот. Медикаментозната терапија ќе помогне во одреден степен на смирување на организмот, а потоа е потребно редефинирање на мисловниот процес, односно согледување на причините колкави се, дали навистина стравот е реален или не е реален. Со сето тоа етапно истражување во кое што личноста сама доаѓа до сознание, всушност овозможува и можност за промена. Би сакал сега малку практично да придеме во разговорот на проблемот. Работите конкретно со луѓе, колкава е подготвеноста нивна да примаат совет од стручно лице за да им се помогне во одреден случај?
Значи, секоја личност е различна, кажавме. Работиме и со интелектуалци, луѓе кои што се високо образовани, луѓе кои што немаат високо образование, меѓутоа имаат одредена свесност за истражување на собствените потенцијали. Значи, се зависи од индивидуалните особини и карактеристики на личноста. Сепак, оние кои што доаѓаат и се спремни да соработуваат и сепак почнува веќе придвижување, постои одредено придвижување во однос на ставот како е да се отиде кај психолог или психотерапевт. Мислам дека свесноста почнува да расте и покрај тоа што сепак е потребно време, но сепак мислам дека времето иде кон таму да едноставно на психолог или психотерапевт се иде исто како што би се отишло, да кажеме, на заболекар, како што е во западните земји. Се надевам дека и тоа кај нас може да се случи, затоа што многу полесно е да на некој начин превенираме отколку да интервенираме. Значи, кога ќе се случи проблемот, кога ќе се јави проблемот, кога е многу поголем, тогаш веќе е потребно малку подолго време. Кога на време интервенираме, превенираме, тогаш секако дека и проблемот ќе биде многу помал и последиците ќе бидат помали. Каква е прифатеноста на средината кон луѓето кои што дошле да побараат помош? Има ли на некој начин жигосување подоцна во средината каде што живеат? Значи, тие кои што доаѓаат едноставно не доаѓаат со тоа што другите би кажале. Во почетокот имаше и такви реакции, меѓутоа сега мислам дека нема толку, затоа што мислам дека луѓето се повеќе созреваат во однос која е значењето на психолошкото советување и психотерапија во нивниот живот. Се надевам дека ќе идеме во правец, нели, на сето тоа да го прифатат како некој нормален процес. Јас уште еднаш ќе кажам, значи ние работиме со здрави луѓе кои што сепак се соочуваат со одредени животни проблеми, развојни проблеми, за кои што некогаш е добро да имаат стручно мислење, со цел полесно разрешување на проблемите со кои што се соочуваат. Државата е најавува дека наскоро планира да се отворат центри за депресија. Можат ли тие на некој начин да помогнат и заеднички со вас да се вклучите во надминувањето на проблемите? Така, ние имаме еден хендикеп што не работиме, нели, се уште нема закон со кој што може, нели, да работиме заедно со фондот, па да може да бидеме достапни за пошироката популација. Значи, сепак приватно работиме и тоа може би до одреден степен е хендикеп за одредена група на луѓе. Се надевам дека со отварањето на одредени центри ќе се вработат луѓе кои што се стручни, потребно е да се вработат стручни луѓе, да биде тимски и сето тоа кога би се опфатило тимски, секако дека ќе има и поголем успех. Ние сме отворени за соработка, без разлика, нели, како и што е. Значи, спремни сме и подготвени во секој момент за соработка и за да дадеме од себе си она што го знаеме и што го умееме, секако за која што е основна цел на овој наш центар, а тоа е унапредување и развој на менталното здравје на нашето население. Кога рековте дека работите, должен сум да им кажам за гледачите дека во Кочани имате канцеларија, која што работи со одредена група луѓе кои што имаат потреба, психолошко советувалиште би рекол, условно речено. Која беше идејата да се отвори ваква канцеларија? Нема многу, предпоставувам, овде во источниот регион на Македонија. Така, нема. Колку што знам, ова ни е во Кочани една, во Штип има Gestalt Solution кои што повеќе работат во однос на применетата психологија, значи повеќе работат во делот на психологијата на трудот и менаџментот, помалку во однос на психотерапијата. Значи, идејата потекна од Скопје, кога 2010 година отворивме психолошко советувалиште, односно Центар за креативен развој, едукација и психотерапија, кој што во основа беше анимирање на креативните потенцијали не само на психолозите, туку и на други граѓани од други професии.
Од таа 2010 година почнавме со одредени проекти во образование, проекти во Центарот за кризи, значи едноставно сакавме да ја покажеме нашата спремност и стручност, едноставно и применливост на гешталт методите и техниките во однос на подобрување на квалитетот на животот и во работата, затоа што ние кажав дека едноставно аплицираме и во образование, значи таму вршиме одредени обуки. Имавме обуки и во Скопје, скоро имавме обука сега во Виница, во основните училишта, чија што основна цел беше јакнење на емоционалната компетенција на наставниците во справување со ученици кои што манифестираат одредени проблеми во однесувањето. И со помош на тоа всушност да се почувствуваат поспремни да навреме идентификуваат и навреме реагираат. Ние знаеме дека во денешно време, кажавме и претходно, дека од семејството потекнуваат одредени проблеми, значи нарушени семејни односи каде што децата ги носат со себе си проблемите и во самото училиште и со тоа всушност манифестираат одредено проблематично однесување кое што може да биде различно разбрано. Често пати некои наставници ќе кажат тоа дете како е безобразно, како не му е срам, меѓутоа во неговата душа ако погледнеме можеби нешто друго има, можеби има страв, можеби има тага, меѓутоа не сака да го сето тоа искаже. Значи добро е да пристапиме од еден друг аспект во кој што ќе можеме да влеземе во душата на детето и ќе можеме да му помогнеме. Значи целта е, кажав, проширување, интервенција, превенција, развој на тоа ментално здравје, подобрување на квалитетот на животот, во рамките на тоа отворен е и едукативен центар. Значи сега Гешталт центар Младен Костич аспекти, кои што заеднички се споивме со Гешталт центар Младен Костич од Белград, и таа заедничка работа всушност ни овозможи да бидеме примени во Европската асоциација на гешталт терапевти, односно нашата програма е признаена на европско ниво, така да работиме според европски стандарди. Тука веќе во Кочани 4-та година работиме на едукација за гешталт психологија, гешталт советување и психотерапија, во кој што ги обучуваме психолозите, педагози, социјални работници, значи и други профили кои што се од областа на хуманистичките науки, за примена на гешталт методите и техниките во советување, психотерапија, меѓутоа и во менаџментот. Значи нашата работа досега до било кое поле од животот на човекот и со тоа всушност овозможува поголема ефикасност и поголеми резултати во самото работење. Инаку работиме и во однос на работилници, креативни работилници. Пред се детски креативни работилници, со нив почнавме од април месец, каде што всушност работиме на стимулација на ран детски развој, примена на одредени игрички, методи и техники преку кои што го стимулираме развојот на мозокот, кој што е многу значаен во периодот од 3-та до 8-та година. Мислам со тие деца работиме. Работиме на работилници поврзани со раст и развој. Значи тоа се работилници во кои што било кои луѓе можат да дојдат без разлика на професијата, без разлика на образованието, кои што едноставно сакаат да се истражуваат себе си. Сакаат да ги истражуваат сопствените потенцијали, мисли, чувства, доживувања, комуникација на еден поинаков начин и да доживеат една поинаква свесност, малку поразлично од онаа која што ние ја знаеме нели во секојдневното комуницирање. И да ви кажам, многу интересно е кога ќе дојдат до одредена свесност и начинот на гледање на себе си од еден друг аспект. Сето тоа остава одредена трага и промена во функционирањето. Промена во однос на тоа се чувствуваат многу поисполнети, многу позадоволни и многу поефикасни во секојдневното функционирање и на друг начин ги согледуваат проблемите на кои што наидуваат. Значи,
Исто така тука имаме искуствени групи, значи групи кои што се работи конкретно на одредени проблематики. Во Кочани малку потешко е да кажеме да собереме група на луѓе кои што се соочуваат само со панични напади или луѓе кои што се соочуваат само со депресивни симптоми и проблеми. Не заради тоа што ги нема, туку можеби заради тоа што ставовите, средината од една страна, а од друга страна можеби и финансиските можности кои што, со кои што располагаат луѓето. Како и да, имаме широкополна работа, значи исто така работиме на индивидуално советување и психотерапија и ги применуваме тие гешталт методи и техники, а во основа тие се хуманистички и се работи овде и сега и се истражува сушност, душата, психата на човекот и преку тоа истражување личноста доаѓа самата до одредено решение. Значи не нудиме никакви готови решенија, затоа што секој во себе си поседува одредена мудрост. Ние само на личноста и помагаме да дојде до сопствената мудрост која што ја имаме во себе си. Работите како здружение на граѓани, впрочем, немате никаква поддршка, би рекол, од фондови, државни и други, веројатно морате и проекти да работите. Така, па на тој начин всушност и се финансираме, значи преку одредени проекти, кажав тие детски креативни работилници и проекти, имавме соработка, одлична соработка со општина Виница во однос на проектот на тренинг на наставниците за справување со ученици со емоционални проблеми. И на тој начин, значи и одделно преку индивидуално советување некако успеваме да покриеме барем одредени трошоци кои што се поврзани овде со просторот. Значи ние сме соработници на оваа граѓанска асоциација, не сме вработени, сите делуваме на различен начин, сепак сме вработени во други институции, меѓутоа се надевам дека со излегувањето на првата група од Источна Македонија на психотерапевти кои што се и членови на Аспекти ќе ни овозможи проширување, се поголемо и поголемо проширување на нашата дејност. Колку сте сега? Сега се вклучени 7 души во таа едукација. Планирате веројатно да проширите? Секако планираме запишување и на нови членови кои што понатаму ќе продолжат со сопствената работа. Бидејќи Кочани и Штип ги споменавте како канцелари каде што има вакви стручни можности стручни совети да се добијат, што станува со другите градови, Делчево, Берово, Така, значи соработуваме и со центрите за социјална работа, посебно од Делчево, кога има одредени проблеми поврзани со одредени семејни, да кажеме, ситуации, специфични конфликти или разводи, или станува збор за одредени ситуации, проблеми во однос на некои манифестации кај децата, кои што целта е психодиагностичка проценка, значи правиме, меѓутоа сепак оние кои што сакаат приватно, да си платат, значи со нив соработуваме. Имаме веќе едуканти и од Делчево, и од Македонска Каменица, и од Берово, и се надевам дека нивната работа таму ќе вроди со плод. Потешко е затоа што кажав, сепак се пробиваме на тој начин, но се надевам дека ќе се создадат услови да сето тоа полека и полека се повеќе се актуализира. И при крај на разговорот, како најлесно оние кои што не знаат, не слушнале, можат да ве најдат, каде да ве најдат и како да контактираат? Значи најлесно можат да не најдат тука во просториите на спортската сала каде што се наоѓаме. Можат да ни се јават на телефонот кој што е наведен на вратата, меѓутоа можат да не најдат и на Facebook, значи имаме Аспекти Исток страна, можат да ни пишуваат, имаме веб страна која што е заедничка заедно со Аспекти Скопје. Оние кои што сакаат да не најдат, не наоѓаат. Секако дека не наоѓаат, се надевам дека ќе бидат задоволни од она кое што сакаат да го добијат. Само можам да им препорачам да не се плашат од сопствените проблеми, да не ги кријат, затоа што проблемите колку што повеќе се потиснуваат, толку повеќе се продлабочуваат. Значи потребно е навремено соочување со самиот проблем без разлика каков е и што е, за да може и полесно да се разреши. Благодарам за разговорот и любезноста. Ви благодарам на вас исто.